Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи, откако вчера индиректно наговести, денеска демантираше дека поранешниот вице-премиер за економија од ВМРО-ДПМН е Владимир Пешевски и екс-министерот за финансии Кирил Миновски официјално не биле дел од неговиот тим на советници. Сепак од неговата денешна објава на Facebook останува неодговорено прашањето дали овие двајца се негови неформални советници. Ова е неформално тело, платформа за дискусија со луѓе кои може да дадат мислење, совет или експертиза за да дојдеме до поквалитетни предлози и политики. Тие не се професионално ангажирани како советници во мојот кабинет или во владата, ниту нивните мислења се обврзувачки за владата, ниту пак ќе примаат каков било надомест. Инаку Кирил Миновски, екс-министерот за финансии во владата на Никола Груевски, за Алфа демантираше дека му е советник на актуелниот вице-премиер. Во моментов не извршувам никаква советничка функција, сите мои ставови остануваат конзистентни, изјави екс-министерот за финансии во владата на ВМРО-ДПМН Кирил Миновски. Сепак во списокот на советници што го објави денеска вице-премиерот Битиќи стојат имињата на Веле Самак, екс-министер за странски инвестиции во владата на ВМРО-ДПМН и Виктор Мизо, кој во тоа време беше прв човек на ТИРС и еден од луѓето на Груевски. На списокот стојат уште и Никола Поповски, поранешниот министер за финансии во владата на СДСМ, Игор Ивановски, Ванчо Узунов, Дарко Лазаров од ВМРО-ДПМН. Битиќи најави дека за татковината со љубов е советодавно експертско тело, а таму се вклучени и професорите Маријан и Благица Петрески, Никица Мојсовска, потоа Олимпија Христова Заевска и Горан Рафајловски. Инаку јавноста бесно изреагира откако синоќа Битиќи индиректно призна дека Пешевски и Миновски се ангажирани како негови советници. Мислам дека е најмалце коректно кон нашите граѓани да ние креираме и работиме на политички поени. Мислам дека е дојдено време да ги оставиме политичките поени настрана, затоа што навистина граѓаните сакаат во овој момент да се спасат, да останат здрави, живи. На ова реагираше и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кој рече дека иако власта велела дека претходната власт била режим, сега пола од нив биле во новата влада. Мицкоски рече дека не верува во иницијативата на Битиќи, зашто неговото однесување во минатиот период не било во насока да ја сака татковината, туку напротив.